Продолжуваме сутринска на Телма и она кое што нели го најавивме уште на самиот почеток дека ќе придонесеме во однос на тоа што можеби би можеле да правите во следните денови како би го исполниле креативно и квалитетно вашето слободно време. Една од тие начини е и присуството на второто издание на Малскиот фестивал кој што ќе се случува на 22, 23 и 24 септември. Она што го најавуваат организаторите велат дека се очекува најголемата малска забава во Скопје, а за оваа малска забава за целокупната програма во овие 3 дена во продолжение зборувам со еден од организаторите од културниот центар Јадро, бидејќи е во организација на Јадро и општина Центар, а онлайн преку Вибер го поздравувам Ѓорѓе Јовановиќ. Ѓорѓе, добро утро, добар ден. Добро утро, ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Да, и јас ви благодарам што ви на овој начин, иако не можевме никако да го реализираме тука со физичко присуство во студиото, сепак ќе можеме да ви имаме вака, за да може да ги информираме гледачите што е тоа кое што се очекува од второто издание на Малски фестивал и уште нешто кое што ќе се случува вечерва во 20 часот во Музејот на современа уметност, но се со ред. Прво да ја обработиме програмата, поточно да ја најавиме, започнувајќи од 22, што значи во петок. Повелете, Ѓорѓе. Да. Добро, ова е веќе значи второ издание на Малскиот фестивал. Ние имавме приликата и лани кај вас на емисија да го представиме првото издание, кое помина многу добро и така и оваа година продолжуваме да го правиме овој фестивал заедно со општина Центар. Малски фестивал се разликува како фестивал од другите фестивали, бидејќи ја нема она најкласична форма фестивалска што би предпоставиле нели дека би била, односно во случајот на Малски фестивал тоа што е многу битно дека има серија на работилници и многу други содржини каде што на директен начин ги вклучуваме нашите комши, луѓето од малото и целата општина, пошироко од град Скопје, и преку тие работилници неколку се работи на различни уметнички дисциплини и потоа во текот на Малскиот фестивал истите ги прикажуваме. Пред почетокот на фестивалот веќе реализиравме неколку работилници кои исто така резултатите од истите ќе бидат представени на овој фестивал. Така што пред некој ден заврши работилницата Клик-слик цртај на кирилица и практично фестивалот во Јадро во 19 часот во петок ќе отвориме со резултатите, односно изложбата од оваа работилница, која се состои од изработени фанзини, тоа се оние книгички, уметнички книгички, многу препознатливи за алтернативната култура. Менторките која водеа работилницата веќе подолго време работат со деца од различни возрасти, во овој случај тоа беа средношколци од неколку скопски гимназии и да, на самото отварање ќе ги представат резултатите од работилницата. Уште една работа која е веќе традиција на КСП Центар Јадро, а тоа е реализација на мурал на фасадата, кој се менува секоја година. На отварањето ќе имаме прилика да го промовираме најновиот мурал кој беше изработен од двајца турски уметници кои се резиденти на Скопје веќе подолго време, Белкис и Мурат. Секако ќе има доста музика. Истиот ден започнува и работилницата за изработка на урбана опрема со Никола Писарев, нешто што веќе е традиција, станува по полека традиција, бидејќи практично
еден добар дел од работилниците кои ги работевме минатата година ги продолжуваме и оваја со истите ментори или со некои други, па така како и лани ќе имаме и работилница за изработка на, како што го нарековме, чуднозвучни инструменти, од кои ќе бидат во сабота изработени инструментите. Дечињата под раководство на ликовниот уметник Тома Димовски ќе направат мал концерт на Јас и ти, или како сега веќе станува попознато Нелике клупата на Горан Стефановски. Истиот ден на исто место ќе се случува нешто што исто така го започнавме минатата година, а тоа се малските приказни, каде што повикуваме јавни личности да зборуваат своји приказни поврзани со малото. Ќе има саем на ракотворби и исто така и мал саем на книга, проекции на филмови кои се исто така резултат на неколку наши работилници. Веќе четврт пат заедно со режисерката Марија Џиџева работиме на еден многу интересен концепт на аматерски филм, каде што повикуваме семејства, членови од семејства, родители, деца, баби и дедовци и внуци, и заедно работат на одредена тема, така што ете повторно ќе се има прилика да се прикажат резултатите и од оваа работилница, како и резултатите од една друга работилница за видео и филм. Богата програма, многу работилници, многу предизвици за оние кои што ќе бидат во публиката и кои веројатно и биле дел од минатото, односно првото издание на фестивалот Малски игри, кое што дополнително ви беше и мотивација за овогодинешната организација како второ издание. Значи, ова се работи за една трудневна програма, богата програма, практично за цел викенд, која што треба апсолутно да се осмисли и при тоа да се почувствува и она кое што го сака народот. Меѓу другото, секогаш е добреден базарот, а тука и Боемска ќе биде претворена во еден уличен базар, каде што нели сите посетители ќе можат да разгледа, да видат рачни изработки и слични предмети кои што па се исто така даваат еден добар ефект на Малскиот фестивал. Да, добро, да речеме лани беше прва година, практично најтешката година, бидејќи требаше да го осмислиме и целиот концепт. Сега е малку полесно, бидејќи имаме нели на што да се наслониме и практично само се трудиме да развиваме приказната во различни правци, исто така да вклучуваме и некои други мала од општината, и не знам каде се може да оди во иднина фестивал, но јас се надевам дека ќе има можност во наредните години да расте и да се појавуваат многу нови идеи кои не нужно ќе дојдат од нас, туку од самите граѓани, бидејќи работата на нашиот центар ја има таа, како што веќе реков, некоја инклузивна улога да вклучува заедницата и да создаваме некои други формати на уметничка продукција. Да, ако се согласиме дека секогаш или на секој од нас му фалат оние малски игри или дружби во мало, кои што во денешно време за жал се поретки, ете на ваква иницијатива како што е Малскиот фестивал апсолутно ќе биде добреден за секого. Потсетуваме за сите возрасти, мали и големи, ги каните и децата и возрастните. Програма исполнета со танц, музика, книжевност, прошетки по мало, работилници, филмски промоции, театарски представи и уличен базар и сето она кое што на подолгорочно вие го спомнавте е дел од програмата. Истата програма може да погледате на вашата Facebook страна на КСП Центар Јадро, а исто и на вашата веб страна за дополнително по часови да се потсетат на програмата која што не очекува викендов. Ќе го закружиме.
И се извинам и секако да ја искористат приликата на Facebook страната, сите оние деца што се заинтересирани, има 3 отворени повици во овие денови, се уште нели има време, и да се приклучат на една од работилниците, нели дали за изработка на инструменти или изработка на костуми од картон, нешто што не го споменав, а ќе се случи во дворот на училиштето, се извинам, Коле Неделковски, а потоа сите заедно ќе прошетаат низ малото како едно нели мало модно дефиле, но во исто време како некаков мал карневал. Да, се извинам што ја реков. Да, нема проблем и ова беше добра информација што треба да се сподели и верувам дека ќе има голем интерес од страна на младата публика, особено заради тоа што е креативно, а кога зборуваме за креативноста, тогаш тие мали млади умови се секогаш многу креативни. Ќе ги поканиме и нашите гледачи вечерва во Музеот на современа уметност. Вие се подготвувате синхронизирано веројатно и за Малскиот фестивал, но и за ова кое што ќе се случува во Музеот на современа уметност, а тоа е изложбата Горчлив шеќер, поетична, хумористична и трагикомична приказна за хаотичната современост. Тоа ќе биде вечерва во 20 часот, инаку тоа е ваша изложба. Зашто станува збор со оглед на тоа што е мултимедијален проект и има повеќе, односно 2 дела кои што можеме да ги објасниме во приложение како една покана за посетителите кои вечерва ќе бидат во Музеот на современа уметност. Да, ете, така се погоди, некако паралелно се случуваат работите. Горчлив шеќер, мојата најнова изложба, и ја подготов прилично долго време, практично во целиот период на пандемијата, па се до нели оваа година, и таа на некој начин ги обединува разните медиуми кои низ годиниве сум ги користел во различни мои претходни дела и изложби, почнувајќи од сликарството и скулптурата, колажот, анимација и видео, просторна инсталација, како и претходно сакам често да соработувам и со други автори, па така во делот на анимациите и видеата низ разговори замолив неколку мои драги пријатели, писатели, како што Петар Андоновски, Румена Божаровска, Хана Корнети и Алекс Букарски, да искористам дел од нивните приказни и да ги инкорпорирам во овој мој најнов проект, а тие приказни се нивни лични погледи, мали приказни за животот на луѓето во Македонија. Ги поканувам сите да дојдат вечер во 20 часот во Музеот на современа уметност, а исто така ќе биде најавено во наредниот период, бидејќи изложбата ќе трае цели 5 месеци. Целиот период на одржувањето на изложбата ќе организираме и неколку други настани, концерти и дебати, бидејќи интерактивноста е нешто што ми е особено битно кога работам на моите проекти, и исто така и некаде во ноември и промоцијата на публикацијата која ќе биде издадена за оваа изложба. Верувам дека тогаш ќе имаме прилика да се видиме овде во студиото, а до тогаш посакувам успех како и за Малскиот фестивал, второ успешно издание, така и за изложбата која што се отвара вечерва во 20 часот во Музеот на современа уметност, во која што рековме се зборува за, односно дека е поетична, хумористична и трагикомична приказна за хаотичната современост. А ако зборуваме пак за хаотичната современост, тогаш ќе биде многу интересно се види како преку уметноста ја доживувате и ја доловувате оваа современост. Ѓорѓе, ви благодарам за времето и покрај тоа што сте нели на повеќе страни со концентрација и фокус, да одвоите време за утринска на Телма и да можеме на нашите гледачи да им најавиме за сите овие настани кои што следуваат. За воиднина ќе бидеме така и ќе ве очекуваме со новости, се разбира, преку утринската на Телма да ги дополнително информираме нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш на поканата, секогаш ми е задоволство да гостувам на вашата емисија.